за една представа која што е извонредна и јас лично едве чекам да ја погледнам, да бидам искрена. Вечерва е во драмски. Ете, не погрешив. Токму така представата која што всушност освои две важни и значајни награди на последното 27-о интернационално издание на фестивалот на монодрама во Битола. Се случуваше тоа некаде кон крајот на месец април, па еве инспирирани од наградите, но инспирирани од целата приказна која што ја носи Джеки. Денеска ја имаме главната хероина, би рекла. Единствена, таа е. Во монодрамата, токму така, Трајанка Илиева Велич, добро ми дојде. Ајде, добро ве најдов. Се надевам ти е пријатно, зашто одлично е, како една дневна соба. Па баш така. Да си разговараме, да пренесеме убави работи за нашите гледачи. Надвор се уште така тмурничко. Па добро, ма тука е убаво. Тука е убаво, апсолутно. Ќе честитаме за наградата, но ајде кога веќе спомнавме дека вечерва може да ја гледаат во драмскиот театар, на редовен репертоар е представата. Каков е интересот за Джеки со оглед на тоа што е монодрама, една специфична игра, ќе раскажеме или за што станува збор и што обработува всушност Джеки, но задоволна ли си од тоа колку луѓе досега ја погледнале, доаѓаат на истата и како реагираат? Сум, затоа што јас ја играм на мала сцена, а мала сцена собира негде околу 75 гледачи и можам да кажам дека околу 70 имам на секоја изведба. Сум изиграла само 6 до сега, но посебно ми беше драго интересот во Битола. Значи, беа наместени околу 70 столчиња за представата, а јас веќе стојам на сцена кога почнува да влегува публика, и почнаа да додаваат, уште некои 30 сигурно, и мене тоа многу ми импонираше затоа што навистина беше добар интересот за представата. Секогаш сум со паника, леле, викам сама сум на сцена, ако нема публика, што ќе биде, како по 100 пати звонам на Оливера на билетара, до кај сме? Ама што се секираш ти? И секогаш на крај кога ќе видам колку публика ќе влезе, ми лесно, викам добре. Да, тоа е можеби интересен момент да позборуваме и за процесот на работа на една монодрама. Навистина, актерите се сами на сцена, нема никој и се оставено на вас. Да, секој изненадување сама морам да го пребродам. Дали е тоа некој посебен предизвик или можеби дополнителен адреналин кој што така професионално добро те води низ целиот процес? Па јас не знам колку знаат, но Джеки е дел од представа, голема представа со 4 сцени. Две се како дуодрами и една е монолошка форма, тоест мојата Джеки, која што после тоа извадивме како монодрама. Така да јас во процесот бев уште со 2, 4, 6, уште со 6 колешки обкружена, меѓутоа кога ќе дојдеше мојот дел се разбира дека го работев сама. Ама секогаш беа тука и ми зуеа, браво таци, ме поддржуваат, така да тоа е многу важно веројатно во тоа е многу важно. Значи јас не можам да кажам дека сум имала класичен процес на монодрама, затоа што сепак била дел од една голема представа. Тоа се драми на принцезите на Елфрида Јелена, ки ја режираше Жива Бизовичар. Меѓутоа, некако така тргна патот, да ете представата немаше многу долг век, за жал, тоа беше одлична представа. Кога, од кое време е таа, од кои години? Па мислам дека пред, вака сега, 24-та, дали октомври, дали ноември имавме премиера, играше таа цела сезона и веќе од 25-та, да, од септември веќе не ни беше на репертоар, и негде во ноември-декември разговарав со Роберт, му предложив затоа што на твоја иницијатива. Па јас можам да кажам дека на иницијатива на многу мои колеги. Значи после премиерата сите ми рекоа ова супер, све нека тера, нека оди, меѓутоа ти имаш готова монодрама. Зошто не го искористиш моментот да ја одвоиш од представата? Истото ми го рече Жива Бизовичар, режисерката, викаш можеш паралелно да ги играш монодрамата со драми на принцезите. Јас викам тоа не е предсефер за колешките, затоа што сепак сме дел од нешто заедничко, но реков во иднина, ако кога веќе нема да оди на репертоар, за жал кратко траеше представата на репертоар, во тој случај викам може. И така, септември беше, имавме некои напори за да се врати драми на принцезите, не успеавме во тоа и веќе во декември месец разговарав со нашиот директор кој што одма на широка врата ме дочека и рече да ни треба, баш дека и сега на рута и во некои земји има и монорута. Значи покрај главната представа која што гостува од земјата, има можност и простор да гостува и монодрама, така да и тоа е плюс позитивна околност да. Патот на Джеки допрва ќе се отвора и регионално. Па би требало, еве веќе имам изиграно само 6 представи, 6-та ми беше веќе како монодрама, 6-та ми беше на фестивалот во Битола и ете веќе си се закити Джеки со награда од публика и за најдобра режија. За најдобра режија, да. Кога веќе ги споминавме наградите, убаво е да ги потенцираме, да, на последното 27 интернационално издание, значи тоа е фестивал од интернационален карактер. Да, имаше 10 земји.
Тоа сакам да го потенцираме. Ерменија, Грузија, конкуренцијата е поголема. огромна, да. Иве, ти успеа да погледнеш други... Не успеав. Не успеав затоа што маш ми настапуваше во програмата на фестивалот и беше таму цела недела. Па мораше некој со децата дома да седи. Така, добро. Мораше некој а тој ги погледна сите представи затоа што преку ден стоеше како статуа, навечер ги гледаше и кажа дека имало одлични представи годинава. Така да ете мене тоа плюс ми е. Да, плюс импонира. Да, се разбира. Но тоа е и добар момент за Битолскиот фестивал, затоа што него го карактеризира едно реноме и веќе ова 27 издание. 27, тоа е бројка, не е шала. Тоа е значајна бројка на вистина и убав момент дека Македонија има такво нешто да го понуди тука кај нас, особено во градот Битола, град на културата. Дефинитивно. Значи јас мислам дека Битола диша за културата. На секој чекор се чувствува културата, се чувствува уметноста во градот. Да. И ние многу често знаеме, споменавме кога се договаравме дека ја вклучивме тогаш Маја, ја поздравиме, твојата Маја, драга златна пријателка. И со неа многу често сме во комуникација и велиме дека навистина има бројни настани кои што се случуваат во Битола и понекогаш и вие уметниците сте сведоци дека некои од работите или фестивалите треба да си останат во градовите во кои што започнале и живееле, затоа што на тој начин можеме да ја одржуваме културата која што ја. Конкретно за Битола Маја ми се чини кога беше директор на Центарот за култура во Битола, еднаш излезе со импозантна бројка од типот на дека по 2 настани се случувале во текот на денот. Значи на годишно ниво во Центарот за култура или генерално? Значи културни манифестации, настани во текот на целата година беа преку 600. Јас викам како е возможно тоа нешто да се постигне. Така да Битола баш си е град на културата. Дефинитивно. Да, дефинитивно. И тоа интернационално издание заврши, наградите се освоени. Така, 4 награди се вкупно на фестивалот. Джеки е присутна да живее се уште и допрва веројатно да го живее својот пат. Велиш само неколку изведи, а пред малку спомена некои од представите за жал не остануваат на репертоарот. Надвор од концептот на интервјуот ми е, меѓутоа сакам да прашам од што зависи тоа? Од интересот на публика или можеби од управата на најчесто е од интересот на публиката, меѓутоа имало представи кои што имали по 300 изведби, имало представи кои што живееле над 20 години. Се сеќавам, ми се чини за Солунски патради претходната постава Коле рече како вика може Пандорка вика да има веќе 70, вика како тргна работава. Значи има представи кои што живеат стварно многу долго, меѓутоа не зависи секогаш само од публиката. Некогаш ни се случи, на пример, ми се чини на сите лица на Петра Андреевски имаше многу членови надвор од театарот, значи многу актери кои што не беа на платен список во театарот, не беа вработени кај нас. Тешко е за организација, некогаш и театарот не може финансиски да постигне и така натаму, така да имало и такви случаи, имало случаи каде што некоја актерка ќе остане бремена, па не може во моментот да влезе некоја алтернација и сега некогаш се случува откако ќе се врати од породилно да продолжи, но најчесто тоа не е случај. Еве и сега имаме таков случај кај нас во театар кај што актерка ни е бремена, но веќе ја заменивме во сите представи, така да тоа е доброто. Тоа е доброто што не ги умираме веќе представите поради бременост, а се случувало и тоа. Се случувало и тоа. Верувам дека Джеки ќе остане и ќе живее. Премиерата беше на 13 февруари, токму оваа година, спомена неколку изведби, допрва доаѓа незиното време би рекла, но сакам да те навратам на премиерата. Дали тогаш имаше некоја посебна трема и колку од секоја следна изведба со оглед на тоа што е монодрама и верувам како велат актерите со секоја наредна изведба си па вела така, ама не така. Мислам дека ќе умрев. Мислам дека ќе умрев на премиерата и не само на премиерата. На секоја следна? Веќе На секоја. Јас синоќа не спиев, го вртев текстот во глава. Денес имам друга проба, за мојот маж сега одам на проба, ама јас го вртам цело време текстот во глава. Мојот маж за да му игра? Па нека игра. Нека игра, да. Такви одлични представи треба да играат. Да, сега одиме во Сараево, имаме некои измени внатре во екипата. За моето породилно не успеав да ја гледам и сега сум срекна ако е повторно на репертоар да одиме сега на рута во среда ми се чини или четврток. Имаме некои измени внатре меѓу актерите, така да мораме на проба. Игра и тоа е представа која што и треба да игра. Треба да игра. Дури можеме да играме, треба да ја играме. Така да јас умирам за секоја представа ми се чини за Джеки, а во принцип јас сум актер кој што нема трема.
Јас никогаш немам И како трема. тоа? Освен, па немам. Јас Тоа е ни на не, академија немав Зашто трема. велиш умирам од... Па затоа што е монодрама, предпоставувам, затоа што сум сама, затоа што ако нешто тргне наопаку, тука сум јас сама, немам можност да се потпрам на некој колега, да ја средам ситуацијата со некој друг, да се случуваат изненадувања, мислам, тоа е нормално. Да. Жива материја е. Жива материја, кога ќе отидам на шминка и на фризура, Јана и Мерита ќе ме прашаат како се осеќаш, у 8 ја викам, ај у 9 прашајте ме. Ај не ме прашувајте, не во 8 него во 6 кога ќе седнам да ме прават, викам, ај у 9 викам прашајте, немојте сега. Да, вечерва ги каниме 20 часот, стартот на новата Джеки. И не беше ставена на репертоар, ставена е баш поради тоа што земав награда, така да ете ме почести Драмски театар со уште една изведба во мај месец. Да. Одлично. Сега, малку за Джеки. Верувам, затоа што велиш, монодрама е сама си на сцена, посебен предизвик за еден актер. Колку е Джеки делот од тебе лично, затоа што влегувањето во еден лик е навистина посебно доживување за еден актер. Ликот и делото на Джеки, можеби, верувам дека и овие нови генерации, ако читале малку историја, ќе знаат за кого станува збор, но навистина е еден еминентен лик кој што остави длабока трага и се уште остава на светската јавна сцена. Колку лично ја доживуваш Джеки? Знаете како ние актерите се врзуваме за секој еден лик што ќе го изиграме и јас љубам да кажам дека целото човештво може да се најде во еден човек. Ако ние сите малце чепнеме внатре во нас, ќе ги најдеме сите особини, и негативни, и позитивни особини. Така да кога ќе прочепкаме малку, сигурно дека ќе најдеме оправдување за ликот и сигурно дека ќе го засакаме. Јас кажувам, јас сум сега во тимот на Джеки, не сум во тимот на Мерлин Монро, иако Мерлин Монро многу повеќе сум ја знаела и сум слушала за неа низ мојот живот. Меѓутоа, кога малце повеќе прочепкав за Джеки, видов дека во суштина таа е една жена која што е обкружена со гламур, со светки, се е околу неа, безпрекорно, она е модна икона, она е поп икона и така натаму. Меѓутоа, таа имала многу длабоки рани, многу длабоки таги во неа. На крајот од денот е жена или била жена која што носи мора да ја сподели својата тага, затоа што тагата на една жена е тага на сите жени. Сето она што една жена ја мачи, можеме да го најдеме кај сите жени. И тоа кога ќе се сподели, лечи на некој начин. Јас многу сакам кога ќе си отиде публиката од било која представа, да си најде нешто во себе, па не сум сама. Па не сум сама, и на другите тоа им се случува, или да си најде потпора, да си најде поддршка. Таква е мојот маж представата, кај Джеки истото тоа се случува. Значи, позади целиот тој незин блескав свет, таа ранлива душа, она ја изнесува на крајот на незиниот животен пат, затоа што пред тоа се разбира дека не смеела тоа да го направи. Секоја жена може да го пронајде кај себе. И добро е што Джеки го споделува. Сепак тоа е една драматуршка конструкција, не е тоа историскиот пат на Джеки. Мислам, имаме пренагласени работи внатре од типот на Изиркала косата на Мерлин Монро, од Ковчегот. Мислам, до таму оди тоа ривалство да Джеки на тој начин ги искажува своите емоции кон Мерлин. Велиме, јавен лик за кој што луѓето слушнале, знаат, но ти имаше можност сега подлабоко да навлезеш во незиниот живот и верувам да дознаеш уште повеќе работи од тоа што претходно си го знаела за Джеки. Имаше нешто што најмногу те изненади? Да. Што? Не знам колку е потврден фактот, меѓутоа го видов, го прочитав на неколку места. И дали е тоа во представата? Не. Добро. Тоа не е. Во еден момент Мерлин Монро се јавува на Джеки во Белата куќа и вика, јас ќе дојдам и ќе ти го земам местото во Белата куќа. Джеки на тоа вика, нема проблем. Одма ќе излезам. Ама сите мои проблеми земи ги на себе. Тоа ми беше многу интересен податок. Исто ова е вистина дека цел ден него се облекла костумчето на кое што нели падна Джек, Џон Кенеди, таа го вика Джек, за цел свет да ја види незината тага, да ја види незината болка и што тоа Америка и го направила незиното семејство. Мислам, сите знаеме дека тоа е на некој начин како проколната фамилија, нели Кенедиеви. Да. Имаше многу интересни факти со кои се соочив. Мене посебно ми беше занимлив гласот на Джеки. Вие кога ќе слушнете Джеки како зборува, тоа е како една приспевна песничка, така, како една приказна за добра ноќ. Она е толку смирена, толку поетична и јас имам дел од тоа во мојата представа, каде што баш рецитирам поезијата на Джеки, таа е пишувала и поезија. Така да многу убави работи си најдов за Джеки, многу болни работи најдов за Джеки. Што пишувала во поезијата, какви теми? За тоа што не ја мачи или? Да, има многу од тоа. Например, има како останува сама на брегот во Грција.
да речеме, нели хипотетички земено, дека останува таму негде сама. Дека после сите бури, после се она стои таму и е цврста и е стабилна и една челична дама. Верувам дека после изведбите има интерес од публиката. Си разговарате, им остава трага, мене ми джики е на посебно драго ми е затоа што ми пишуваат после тоа луѓе кои што јас не ги познавам. Имав таков случај со една професорка од книжевност. Значи, таква анализа ми направи, ме покани за пријател на Facebook и почна на месенџер да ми пишува. Има многу луѓе кои што, од тој профил, да речам, професори, книжевници и така натаму, кои што се интересираат за темата и кои што многу длабоки размислувања даваат во однос на мојата игра и во однос на текстот и така натаму, сето она што ја прави Джеки комплетна на сцената. Така да голем интересот и она што ми е многу важно, што ми го посочуваа дека од првата до последната минута они буквално се внатре во нештото, се фатени, да, вика кој ќе не фатиш, вика не пушташ до крај. Тоа ми е, не знам да кажам, тоа ми е можеби најдрагиот резултат ако веќе сум го постигнала тоа. Од наградите директно. Се разбира. Па затоа многу ја сакам затоа што од публика. Публиката е најискрена, публиката е таа што гледа и што е сурова. После колку време излегуваш од ликот на Джеки? Одма. Одма? Одма. Кратко ми трае возбудата од сетот, мислам, возбудата трае долго, меѓутоа дури да се рашминкам, дури да извадам све од себе и после си влегувам меѓу моите луѓе. Така. Сум кажала неколку пати, не е здраво да останеме баш во ликовите. Во ликовите. Можда треба повеќе време влегувам во ликот, да влезам, да се осамам. За секој лик ми е различен ритуал, да кажам. Кај Джеки баш сакам да се осамам, ама за излегување треба да излезам. Тешко насинако. Да. И на луѓето во околина. Да. Уште еднаш да ве поканиме да дојдете и денеска, веројатно ќе треба да го следат репертарот на Драмскиот театар. Тие се наши драги соработници оваа година 80 години. 80 јубилеј. Тоа е голема бројка и значајна бројка. Во некоја друга прилика ќе зборувам и за тој голем јубилеј, но апелот е постојан од нас да одат луѓето во театар, да живеат уметноста. Многу е важно. Да. Театарот ќе те развесели, ќе критикува и општество и луѓе и се, така да театарот е многу важен. Да, многу за важен целиот напредок. За едно општество и апсолутно е така и кога веќе зборуваме за важноста, ајде кои се другите поважни проекти од кои што си дел, споменавме Мојот маж, представа која што исто така е топла препорака да одат и да ја погледнат. Дефинитивно. Румена направи револуција, би рекла, на Балканот со овој проект. Заслужено, мислам, стварно одлична е. Како излегува тоа од незиното перо секоја чест. Многу е блиска со народот. Темите и се блиски, темите и се секојдневни и луѓето може да се препознаат. Да, па се разбира. Мојот маж, парови, чудна случка со кучето во ноќта, фамилијата Адамс, сега влегов алтернација во Кафеска и Кокони. Ајде сега да не ги заборавам. Джеки се разбира. Многу се значи. Па мислам дека 6 или 7 ги имам моментално на репертоар, во кој што сум. Да. Надвор од Македонија, споменавме со Мојот маж, за што станува збор, малку да им појасниме за Рута. За Рута фестивал е фестивал на регионот, сите земји од бивша Југославија. На секој 2 месеци се случува во различна земја. Негде октомври е кај нас, декември е во Белград, не знам, јануари према февруари е во Словенија, во Љубљана. Сега беше во Тиват, сега ќе биде во Сараево и после ни остануваат Бриони, ми се чини, така. А тоа е фестивал помеѓу одредени театри од секоја земја, се случува на секој 2 месеци и театрите фактички си разменуваат искуства. Па ние сите глумци ги запознавме од регионов, од тие театри конкретно кај што сме гостувале и истите тие глумци доаѓаат и кај нас. Така да се развиваат и нови пријателства, разменуваме многу енергии, разменуваме искуства и тоа е многу здрав фестивал. Многу здрав фестивал ете за развојот на театарот и да видиме докај сме. Докаде сме, да. Тука во регионот кој како оди, кој што прави. Сега само од Македонија се случи и соработка летово, мислам дека на пат е уште една соработка, беше сега меѓу 4 земји. Таа соработка? Представа се прави помеѓу 4 земји се направи. Мислам дека копродукција, мислам дека следната е на ниво на сите
на сите земји. Така да Тоа ќе биде еден убав голем проект. Одлично. Да, со мојот маш единствената представа која што сега ќе биде ваму представена. Во Сараево. Да, па мојот маш беше на сите рути до сега, помина, не било уште во Сараево. Тоа е камерен театар, имавме баш дилеми околу тоа затоа што имаме повеќе сценографија, имаме шкафови големи и така натаму, меѓутоа одлучивме дека и да скратиме на шкафовите, важно е да се види. Важно е да се изнесе тоа приказната на сцена. Така е. Супер, мине времето брзо ми лет. Толку не е. Добро, и мора да одиш во театар, така? Морам да одам, да, ме чекаат на проба. Да, мене ми беше исклучително драго за овој убав разговор, да продолжи Џики да ја освојува сцената не само домашна, туку интернационална, со овие две награди кои што се случија на интернационален фестивал, можеби само еден почеток дека на вистина интернационалниот пат на Џики може да живее добро. Дај Боже, наредниот период. Па ќе ти дојдам пак ако се случи нешто ново. Апсолутно. Мене ми беше вистинско уживање да продолжите да живеете за уметноста, за да можеме и ние, се разбира, да имаме зошто да доаѓаме во театар, да го славите јубилеот. Верувам управата со посебни настани оваа година за 80 Да, еве сега имаме гости јубилеј. од цела Македонија. Театрите ни гостуваат во текот на овој месец баш по тој повод. По тој повод, така е, апсолутно. Ќе направиме ние едно посебно гостување со кое што ќе го одбележиме овој голем јубилеј на Драмскиот театар и да ги поканим уште еднаш да одат во театар. Сите да си одат во театар. Многу е важно. Сите. Има представи за сечи вкус, така да апсолутно. треба сите да одат во Ми театар. беше задоволство. Мене исто. И уживање. Фала ви многу.